Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Бернард Медов, креаторот на најголемата проневера во историјата на САД, е соочен со 150 години затвор, и тоа по признанието дека е виновен. За новата разврска по скандалот на самиот почеток. Федералните обвинители вчера ги објавија 11 точки по кои се товари овој поранешен трговец со акции на Wall Street. Медов наводно од 1980-тите па се до неговото апсење декември 2008 проневерил милиарди долари на негови клиенти под лажни основи. Според обвинението, Медов организирал масовна шема со која средствата на клиентите биле злоупотребувани, а тие добивале лажен впечаток дека тој раководи со легитимен инвестиционен бизнес. А председателот Обама денеска ќе го потпише буџетот тежок 410 милиарди долари. Со 62 гласа за и 35 против, Сенатот вчера ја одобри легислативата за владени трошоци до 30 септември 2009. Представничкиот дом веќе имаше одобрено мерката. Повеќето републиканци во Сенатот ја критикуваа легислативата како прескапа, зашто содржи преку 8.000 така наречени прикачени проекти кои ќе чинат над 7 милиарди долари. Ова се тешки времења за сите, а особено за оние од автоиндустријата, велат македонците од Детройт, сојузната држава Мичиген, а Јана Баџиевски разговараше со некој од нив. Од македонските селеници со кои разговаравме само еден работи, другите се на принуден одмор. Стравуваа за иднината затоа што и автоиндустријата во градот е пред колапс. Ден Јовановски веќе 28 години живее во Детройт. Работи во осигурителната компанија State Farm. Проценува дека 50% од македонските селеници во автоиндустријата во Детройт се на принуден одмор. Смета дека државата треба да помогне затоа што во залог во сојузната држава Мичиген се вкупно 3,5 милиони работни места. Каква иднина има Детройт без силна автоиндустрија? Тешко било, тешко. Зашто у Детройт тоа е главно. Има некои други работи, Детройт има за болница, за лечење, доктори, тие меѓу најдобрите болници во цела Америка има. Али тоа не е доста. Кога се сите научени на еден начин на живење, со колите, увези колите, све, да се менја, тоа многу тешко. Ете, у мој бизнес исто било така. Ми ќе осетиме, ми се чини мало повеќе него и обичен човек или човек што работи друга продавница или други бизнес. По 15 години минати во Детройт, Борче Костовски во моментов е на принуден одмор од гигантот Форд. Со носталгија се присеќава на првите години во САД, кога можел веднаш да најде работа и добро да биде платен. Тоа повеќе во Детройт го нема, вели Костовски. Па, мора да гледаш оптимистички, мора да бидеш оптимиста. Знаеш, тешки денови се и голема криза, али мора да бидеш оптимиста и се надевам дека владата и автомобилската ќе најдат начин и ќе искочат до оваа криза и ќе биде подобро. Менде Бежановски на своја кожа ги почувствува последиците од домино ефектот во неа. Приватната компанија во Детройт, во која работи како геодетски инженер, е зависна од автоиндустријата. По 12 години работа, Бежановски веќе неколку месеци на принуден одмор. Дали има излез од кризата? Излез, мислам дека владата моментално ги бара или ги веќе одбра правилните луѓе кои навистина сакаат и мораат да излезат од кризата. Веќе мора да се спроведи одговорност и мислам дека председателот Обама сака, наискрено тоа го посакува и дека веќе се стреми кон нешто за што сите кои работат со него ќе се соочат со одговорност. И Сузана Огнен со 22 годишно работно искуство како инженер во компанијата GS McNamara Engineering. Последниве 11 месеци се води како невработена. Аплицира за работа преку интернет, но ретко добива понуди. Не се откажува. Секој сам да почне да си креира своја работа, и не можеме да чекаме на Обама. Или на сите овие работи што тој покушава да ги направи. Аутоиндустријата ќе му земи подолго време, така да јас не ќе можам да се вратам. Моментално нема на маркетот тоа што работев како processing engineering. Американските автомобили од марката Ford се најчеста слика на паркинзите ширум Детройт. Меѓутоа финансиските проблеми со кои се соочуваат General Motors, Ford и Chrysler ја прават нивната иднина неизвестна, независно колкава ќе биде идната финансиска помош од Вашингтон.
Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт. Околу 16 милиони лица во САД практикуваат јога. Јогата е стара околу 3000 години. Но новото е што сега наоѓа примена и кај болни од рак. Еве што прави една болница од Њујорк. Вака обично се мисли за јога. Истегнување на телото, правење различни пози, потење и спандекс материјал за облеката. Но оние кои се на час по јога во медицинскиот центар Бети Израел во Њујорк не се обични влюбеници во оваа активност. Бред Ротчайлд, 39 годишен татко на 3 деца, минатата година бил диагностициран со рак. Extend your fingers and then make fists. Инструкторот по јога, Шана Кун Сигл, вели дека во оваа пилот програма целта на вежбите е да се намали болката и да се промовира релаксација. Утрово работев со жена која се жалеше од големи болки во стомакот, болка од која плачеше, и се што направив беше да ја поставам настрана, со перници меѓу колената, рацете подкренати и главата во удобна положба да изолесни болката. Оваа болница, проектот за помош на пациенти болни од рак со техники на јога, го започна со донација од $850,000 на американската модна креаторка и љубител на јога Дона Карен. Доктор Вудсон Мерил раководи со одделот за интегративна медицина во центарот Бети Израел. Намалувањето на трошоците е она што ме возбудува, зашто тоа е важно, особено во време на глобална рецесија, кога никој нема доволно пари. Да ангажирате спиритуална медицинска сестра и воведете терапија со јога, тоа не само што може да даде резултати во лекувањето, туку штеди и пари. Затоа сум за тоа. Пилот проектот вклучува 86 пациенти кои се на јога терапија 6 часа на ден. Како дополнение, онколошкото оделение добива големо реновирање, со што ќе се трансформира во вистинска средина за закрепнување, духовно и физичко. Ако се покаже успешен, Мерил вели дека планот е таквиот начин на лекување со јога да се прошири во другите болници низ Америка. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе информации секогаш може да најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска.